Добар ден и добре дојдовте во сезона 3 на младинскиот подкаст на Црвен крст Охрид. Ова е епизода број 1, како денешен гостин имаме долгогодишен волонтер, истовремено дисеминатор, ПХВ ориентер, национален инструктор, ментор, дел од Вдиши театар во Охрид, дел од раководството на Црвен крст Охрид, од националното раководство, Весна Трзијовска. Добро вечер, ви благодарам на поканата и ми е многу драго дека сум денес гостин на овој младински подкаст и дека ете со мене ја започнувате сезона 3. Мило ни е што сте дел од првата епизода од сезона 3 на младинскиот подкаст. Прво сакам да ве прашам како беа вашите почетоци во Црвен крст. Имате доста за разговор во CV-то во Црвен крст, па да почнеме од самиот почеток. Да, убаво кажа Арсени, дури вака кога те слушав, свикам кога сето тоа се направило и кога поминале тие години. Кога ќе се сетам на почетоците мои во Црвен крст, ги поврзувам со моето вработување во Основното училиште Ванчо Николевски, каде се уште работам како педагог. 2004 година. Тоа е претходно Црвен крст беше за мене само место покрај кое поминував, зграда покрај која поминував додека одев во моето основно и средно училиште. Но од 2004 тоа се промени. Црвен крст стана мој втор дом. Всушност се поврзува со активности поврзани со учениците и на некој начин професионален ангажман, кога преку една моја колешка, исто така педагог, во Основното училиште Свети Климент Охридски, Славица Илич, во ова прилика ќе ја поздравам. Таа е всушност мојот регрутер во Црвен крст и тогаш таа ме покани да бидам нејзин, ајде да кажам, помошник, асистент на една едукација која таа ја правеше за младинци од центарот Вавилон, за да ги запознае со движењето на Црвен крст и Црвена полумесечина. И јас како нејзина помлада колешка и току што вработена, од секогаш сум била некој кој што сака да учи постојано и да се развива, го прифатив тоа. И ете бев дел од тоа прво предавање и после тоа веќе следува мои, да речам, посети на Црвен крст, вклучување во обуки, едукации, кои што ме доведа до сите тие улоги кои што ти ги наброја. И еве ме и ден денес сум со гордост волонтер, веќе можам да кажам активен 21 година. Одлично. Ајде да започнеме прво од првите активности. Многу сте навлезени, најмногу, според ова што го гледам тука, во ПХВ. Како прв пат се запознавте со ПХВ? Така, да, некако ПХВ е обележена моето волонтирање во Црвен крст и една моја авантура која се уште трае, на моје големо задоволство и се надевам дека ќе трае додека сум жива, бидејќи можам слободно да кажам дека ПХВ мене ми го промени животот, нормално на подобро и е на некој начин на живот кој што јас секојдневно го живеам. Како што кажав на почетоците, бев ангажирана во активностите на Црвен крст чисто како некои едукации за млади. Од секогаш моето волонтирање во Црвен крст се поврзува со едукација на млади, најверојатно и поради мојата професија и мојот интерес. Тука се наоѓам себе си. Со тек на време бев повикана да бидам учесник на обука најпрво за обична дисеминација, значи обука за знаењата на движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина, која успешно ја завршив. И веднаш после тоа бев препознаена како некој кој што е вешт, да речем, во едукација со млади. Бев поканета да бидам како ментор на дисеминаторот на ПХВ програмата, тоа беше повторно Славица Илич. Значи, тоа беа моите први контакти со ПХВ програмата. Бев помошник на дисеминаторот. Тоа беше прекрасно искуство за мене. Видов дека ПХВ програмата е буквално место каде што секој вклучен добива простор да ги развие своите капацитети до максимум. И тоа на интересен начин. Се нафатив на тоа, подоцна бев дисеминатор, значи повикана да бидам некој кој што ќе биде ПХВ дисеминатор во Пштинската организација Охрид, ќе ги води младите. Тоа го правев 3 години, успешно, и навистина тогаш можам да кажам дека буквално се заразив со ПХВ програмата, кога видов дека
ПХВ програмата е место каде што, како што кажав, младите можат да добијат простор да учат, да се развиваат, да рушат бариери, но и ние возрастните кои сме со нив добиваме простор за самопрепознавање и за развивање. Тоа беше простор каде што јас почнав да ги надградувам моите вештини, почнав да го искажувам моето мислење, да имам шанса да го презентирам мојот став, да дебатирам, да се поврзувам со институции, да излезам во медиум и да зборувам за себе, за програмата и така натаму. Нешто кое што навистина мене ме градеше како личност. После 3 години ПХВ дисеминатор, националниот тим препознава мене капацитети да можам да продолжам како ПХВ инструктор. Бев поканета да бидам прво ПХВ коинструктор 1 година, успешно го завршив тој циклус. И од 2009 сум веќе ПХВ национален инструктор. И оттоаш натака сум вклучена во сите активности буквално кои што ги спроведува ПХВ програмата на национално ниво, но сепак и тука на локално ниво се обидувам да дадам поддршка кај младите кои што навистина продолжија да го градат патот кој што ние го трасиравме во самите почетоци, бидејќи можам со гордост да кажам дека Охрид е една од општинските организации која што е носител на повеќе ПХВ пехари и секогаш реализира успешни проекти. Одлично. ПХВ стварно е заразна работа. Од искуство можам да кажам за тоа. Искрено инспирација е ова што го кажавте вие за виднина и помлади волонтери како јас и останатите да го следиме вашиот пат, па можеби вие и нас ке ни бидете ментори некогаш по истиот пат, така. Да, апсолутно се согласувам. Јас секогаш го промовирам тоа, ги поттикнувам младите навистина да станат дел од оваа програма, бидејќи знам мене ми е многу, ајде да кажам, криво, жал, како да се изразам, дека не сум била дел од ПХВ програмата од онаа страна, значи како учесник, како вас младите, како ученик, бидејќи знам дека таа програма ги менува луѓето и мене ме променала како возрастен човек и само можам да заклучам за вас младите дека навистина сметам дека во ПХВ програмата кога ќе влезе некој младинец го добива сето тоа што му е потребно за да се справува со сите предизвици во животот, се учи да се спознае себе си, да ги поместува своите граници, се учи да соработува тимски, самиот е прифатен и ги прифаќа другите, знае дека не е сам во предизвиците кои што следат во животот, почнувајќи од игрите јаже и така натаму, знаеш самиот, затоа ти ги споменувам, се учат да ги бранат своите идеи, да ги остваруваат своите желби и навистина после тоа веќе не се истите луѓе. И за мене тие се срекни деца кои што имале таа можност да бидат ПХВ волонтери, ПХВ младинци и многу се радувам кога тие ПХВ младинци, бидејќи ви кажувам дека сега поминале повеќе од колку, ето 15 години да речам и повеќе, каде јас директно сум на терен вклучена во обучување младинци, тоа се веќе возрастни луѓе многу од нив и се на некои клучни функции во животот, во општественото живење, ми е многу мило, бидејќи се тоа стварно луѓе кои што добиле вештини точно во времето кога е најдобро да се стекнат. Тие луѓе се лидери во нивните професии, во нивната заедница, а за нас се херои кои што правеле мали навидум проекта, но всушност правеле големи чуда. Кога ќе се навратиме на сите тие приказни, сите деца кои поминале низ тој циклус, навистина најтопло го препорачувам оваа програма и самите знаете, сам знаеш Арсени, дека повеќето младинци кои што останале и се во нашите редови и во Охрид па и пошироко, се токму од ПХВ програмата дојдени и задржани. Затоа што таа, уште ова ќе го кажам навистина за ПХВ, не можам да престанам да зборувам, тоа е програма каде се вреднуваат вистинските вредности. Значи, тоа е бегство од ова општествено живење, ако ме прашаш мене, затоа што ние многу често се наоѓаме во животни ситуации каде не ни е вреднуван трудот, не ни се вреднувани вистинските работи што ги носиме, немаме простор да искажеме нашата хуманост, нашата грижа за другите. Но ПХВ програмата е навистина нешто каде што се вреднувани сите работи. Секој младинец, сечи труд има такви критериуми, ништо не останува незабележано. Сакам и јас да додам дека самото искуство во изведување на проектите е многу
интересно прво, а и на интересен начин се учат истите работи и се применуваат работите што ги правиме на обуката. Тоа за мене беше еден од најубавите делои од ПХВ. Све тоа што сме го научиле да го спроведиме после тоа и да видиме дека вистина функционира, а и до ден денеска да го користам истото. Стварно, тоа морав да го додам, пошто го спомнавте. Да. Најубав дел е тоа. И на крај, кога ги завршиме и сами, кога си го видиме видеото од ПХВ проектот, се прашуваме дали ние сме го направиле ова нешто до крај во толку краток период од нула, од ништо. Да, и кога се чинело невозможно. Да. Дали се сеќаваш на вежбата Јаже? Да. Нашата дискусија на ПХВ инструкторите после вежбата Јаже е првото прашање ни е дали сметавте дека е возможно да го прескокнете јажето? Така, и многу од вас, од младинците, велат дека не, бидејќи инструкциите кои што ги даваме, самата препрека ви изгледа невозможно. За мене тоа е магијата. Како што го прескокнувате сите групи јажето, значи заедно, стратешки, тимски, со слушање едни на други, со верба, така понатаму вие и ги правите малите проекти и се чудите после како успеавме. Тоа е истото. Исто и во животот. Едноставно не се осеќа таа работа која што ја вложиме. На крај, дури и како и ништо да не сме направиле, ама кога го видиме нешто дека вистина сме го направиле, е прекрасно чувство. Да, и јас дури знам, еве вака поискусна сум, како што ме најави на почетокот и како волонтери нормално со годините, и многу често ние, додека ги учиме нештата, не сме свесни дека ги стекнуваме и ги учиме. Вие и подосна, како што јас во животов, ќе гледаш дека многу работи кои што во ПХВ си ги научил, тогаш не си бил свесен и сега гледаш дека баш ти се оттаму. Така да сето тоа е во секој случај голема придобивка за секој младинец. И вакви програми треба да има повеќе. И јас тоа го користам и во моето професионално работење. Јас сум педагог иначе во Основно училиште Ванчо Николевски во Охрид. Многу често ПХВ моделот го применувам во моето работење со учениците. Она што кажати, на учениците, на децата, на младинците им е најважно да го поврзиш теоријата со праксата и да ги ставиш во активна улога. Тие да прават промени. Правејќи промени во општеството, во заедницата, како вие што правевте проекти, си прават промени самите себе и си ги поместуваат границите. Јас ова не мислев дека можам, ама можеш. Да. Сега малце ќе скокниме од целава тема на ПХВ. Како вие од толку ПХВ, ајде по хуманитарна работа, национален инструктор, ментор за ПХВ, скокнавте на Вдиши театар? Интересно прашање, ама кога ќе размислам, пак е поврзано со ПХВ. Да, значи театарот прво е моја голема жилба и страст од секогаш. Значи јас уште како мала сакав театар, сакав да гледам театар и уживав во сите представи кои што во Охрид беа понудени и многу често кога ќе се навратам сама, одев на Охридско лето, бидејќи немав, како дете зборувам, немав да речам другарки, пријатели во мојата околина кои што го сакаат театарот како јас. Така да театарот е моја некоја страст од секогаш. Меѓутоа, кога се вклучи во Црвен крст, со сите тие активности, посебно со ПХВ, имавме ние многу од обуките, многу од работилниците. Имавме порано финални работилници, ти сигурно имаш слушнато како некој што е сега во Црвен крст, дека порано имавме финални работилници, беа многу популарни. Тие сите се правија на некој начин креативен, каде имаше многу можност да се глуми, да се прави драматизација. И ние како инструктори тоа го правивме на нашите подготвителни работилници, но и од младите го очекувавме тоа. Бидејќи знаете, се извинувам, јас зборувам во множина, бидејќи Иво е тука зад камерите, лидерот на клуб на млади. И сам може би да не им е чудно на гледачите, да не мисля дека ти се обраќам со вие. Двајцата сте биле дел од ПХВ и затоа така зборувам. И тогаш ние и како возрастни имавме многу шанса да глумиме. Јас никогаш во животот не сум мислела, јас сум го сакала театарот како гледач. Не сум замислувала дека ќе глумам некогаш. Но ПХВ е таква програма која што те тера, повторно ќе кажам, да излезеш од својата комфортна зона и да правиш нешто што на крај памет не ти паѓало дека ќе правиш. И јас глумев, например, ама да знаете дека само така се учи. Само кога ќе излезеш од својата комфортна зона.
И нормално, бидејќи пехаве, програмата по дефиниција е програма која што никогаш не бара од другите да направат нешто ако самите ние не сме спремни да го направиме. Јас како пехав инструктор морав и да глумам за да барам од младинците да глумат. Имавме многу ситуации каде што требаше да подготвиме драма за Анри Динан, кој минатата година со тебе заедно. Тоа се случуваше претходно. Па драма да направиме драматизација за погодите кои доаѓа на вечера каде што се рушат бариери, се прифаќаат разлики. И јас всушност видов дека во младите луѓе постои многу голема креативност само ако им дадеш простор тоа да се развива. Тоаш бевме многу добра екипа на волонтери повозрасни во Црвен крст, ќе го споменам сега тука и Даниел и Маре, со кои што ни падна на памет дека ние можеме да направиме театар, да направиме драма, бидејќи имаме деца кои што беа перфектни во глумата. Дури додава идеи на ние тоа што ќе им го кажевме. Во меѓувреме отидовме во Ужице, како збратимен град на општинската организација на Црвен крст Охрид, и таму видовме студио дека Црвен крст Ужице има продукција, прави филмови. И ние си рековме, она од пехави, па зошто кога може Ужице да прави филмови, ние да не можеме да правиме драми. Театар, да. Театар. Прво почнавме со тука на локално ниво, меѓутоа ние веднаш имавме идеја да поканиме и други. И така, да речам на некој начин, Вдиши театар израсна од тоа што ние видовме дека можеме, имаме капацитети и до ден денес ние ги користиме нашите собствени капацитети. Ние пишеме текст, ние режираме, ние смислуваме костими, младинците глумат, ни помагаат во дообразување на сценариото, буквално сето тоа е поврзано. Пак Вдиши театар е место каде што секој го достигнува својот максимум и се трудиме да промовираме и преку театарот, такви некои, да речем, позитивни вредности. Која беше првата представа на Вдиши театар? Првата представа на Вдиши театар беше суд на морални вредности. Идејата беше да... Дали вие глумевте во таа представа? Не глумев. Јас немам уште глумено. Во Вдиши театар? Да, немам глумено. За наредна година е идеја. Имавме една идеја некојаш да се стварно тоа реализира. Во Вдиши театар јас сум, значи, и во текст сум учествувала пишување, и во режија, и во сценографија, и во шофер, кога одиме во други... Значи, се, освен глума, бидејќи мислам дека тоа поле не ми е баш. Меѓутоа, никогаш не е доцна да се проба се. Во суд за морални вредности не глумев, ама беше тоа многу убава представа, со која што навистина блеснавме и тоаш видовме дека вреди да правиме такво нешто. И ето, не се излажавме, го докажавме тоа веќе 10 години, ги преиспитувавме моралните одлуки на личности низ литературата, од типо на Ана Каренина, не знам, Евгений Онегин, Расколников, Злосторство и казна, така. Прекрасна представа, во која што имавме една актерска екипа од, мислам, чинам 10 глумци, можда и повеќе 12, и навистина гордост ми е кога ќе се навратам на суд на морални вредности и на сите понатаму. Сите тие беа волонтери. Исто и Вдиши театар понекогаш е начин за... обично во Вдиши театар ги регрутираме младинците кои што веќе се тука и имаат такви афинитети, но може да биде и добра алатка за регрутирање млади, бидејќи сепак треба да има човек талент за глумење, затоа што знаеш и самиот дека поставивме некои стандарди и самите сега ни е непријатно ако одиме под тоа ниво. Да. Па Вдиши театар искрено 10 години ако може да просперират и да се движат нанапред, мислам дека ништо нема да го сопре Вдиши театар и уште 10 години истото да го работи. Уште едно прашање за Вдиши театар. Првата меѓународна представа која година беше? Како мислиш меѓународна? Спојана. Да. Првата меѓународна представа беше оваа година, 2025 за 10 години јубилеј. А претходно, во сите 10 години имавме над 40 представи кои секоја општинска организација си ја правеше сам за себе и оваа година како јубилејна направивме меѓународна. Меѓународнава или ова што спомнавме заеднава се покажа како добар. Прекрасно се покажа. Беше голем предизвик, искрено да кажам, бидејќи, знаеш како, тешко е ние да договориме подкаст, се договараме 3 месеци, а тука сме сите од градов, така. Ево ја поздравувам и Сара,
сигурно ќе не гледа. Со оние се договарахме уште и со Иво летото и така Сезона натаму. 2. Да. Значи 5-6 организации од различни физички места. Сите тие со ментор, ама со уште 5-6 глумци. Беше голем предизвик. Знаевме дека ќе го направиме некогаш, знаевме дека ќе е тешко и сметавме дека 10 години е прав момент за да се, да кажем, тестираме. Се покажа многу успешно. Представата се викаше Балкандром и беше предизвик и да се напише, беше предизвик и да се менаџира, бидејќи ние првично имавме ова идеја уште пред неколку години, уште мислам дека пред короната, ама ние го замислувавме со претходно физички средби. А знаеш дека е тоа тешко. Па сега посебно е тешко да ние успееме 2-3 пати да се сретнеме 5 тима од 5 различни држави со се глумци и да правиме проби. Ама добро, сега полесно електронски, па преку камера, па да се пробат да се види сите. Да. Иако морам да кажам дека убаво ја склопивме и дека буквално тоа што вие го гледавте, сите што го гледавме, беше, како да кажам, второто, значи, беше премиера на пробата. Ние имавме само 3 дена, не цели, тие стигнаа во средата, ние веќе петок требаше да ја прикажеме. Така да средата поручек и четвртокот склопувавме се. Знаеш дека беше на српски, македонски и различни глумци, ама мислам дека беше преуспешна. Така... За 3 дена преуспешна, беше искрено ја гледав во живо представата, стварно, ако за 3 дена успешно се споја без никаква грешка, таква представа е стварно за мене воодушевувачки нешто. Да, и са можеш да замислиш што се стои позади тоа. Па ајде, јас слушам се уште подолго време за мюзикл. Аха, за воиднина. Позади ова стои голема работа и труд, а за воиднина, да. И мюзиклот не е исто една од идеите, која што ни од пред неколку години, а за која што треба навистина, не знам, треба и време, треба и знаење, познавањето е сепак некој терен кој што мене лично не ми е многу познат, ама се надам дека некојаш ќе ја реализираме. Чим сме замислиле, знаете, Црвен крст е место, јас тоа го кажувам. Знаеш, Црвен крст Охрид е место каде секоја идеја е добре дојдена и некојаш ќе се реализира. Ме радува тоа што се покажува дека додека не созрее времето, не го правиме тоа, барем јас така функционирам. Кога ќе се направи, треба да биде квалитетно. Не сакам импровизации и кога ќе е правото време за мюзикл, јас сум сигурна дека ќе го направиме тоа како што треба. А ако ти, Иво, имате некои афинитети, кажете слободно, ќе сега да регрутирање на подкаст. Да се вклучиме, да. Па ние можеме да го снимаме целиот мюзикл и да го објавиме. Може. Да, откога ќе биде направен, да. Сега веќе сериозно размислуваме и за оваа година за Бдиши, така да сите идеи се добре дојдени. Почнати сте со пишување на сценарио за оваа година? Не, обично почнуваме почетокот јануари. Да ти кажам дека ние цела година Вдиши театар е тука некаде, со луѓето со кои што го правиме, нема да ми веруваш дека секој кафе кој го пиеме, секоја пијачка зборуваме за Вдиши театар. Пред да направиме кој, како, кога, нон-стоп само фрламе некои идеи, а од кога ќе се случи, средуваме импресии, значи ништо друго не разговараме. Така да, ние веќе правиме бура на идеи, ама од јануари сериозно почнуваме со регрутирање млади, да видиме, ни заминуваат генерации, кубуриме, да кажам, со глумци, ама секогаш се наоѓаат на крајот. Да речам, бидејќи е многу важно и текстот што го пишуваш да може да го износат. Многу често го правиме откако ќе ги запознаеме глумците текстот, искрена да бидам, значи имаме некоја нишка, некоја тема, нешто, ама кога ќе ги запознаеме, многу често од тогаш посериозните реплики ги правиме и многу често тие самите, вие знаете, сте били дел од и не изгледа никош представата како на почетокот, така на крајот. И тоа е многу убаво во Вдиши театар. После секој ја чувствува за своја.
Сите тие што макар една реплика дали, после ја чувствува за своја. Значи, текстот го пишете и вие, ама и ги вклучувате и актерите Да, да обавезно. кажат свои реплики или свои идеи за текстот. Обавезно, задолжително, значи процесот на вдиши. Ако те интересира ево, и вашите гледачи како го правиме. Значи првично идејата, што ќе правиме, дали ќе биде тоа иселување, дали ќе биде хумана порака, дали ќе биде некоја маргинализирана група и така натаму, ние ја дефинираме. Го правиме костурот и потоа тимот наш, кој што во моментов се состои од 4, тоа сме јас, сакам во моментов и да го поздравам мојот тим, јас, Даниел Наумовски, Емилија Блажевска, Јованка Сиондоленс, која иако се пресели во Словенија, се надевам дека ќе ни дава поддршка онлайн. Значи, потоа тоа ние таа идеја ја разработуваме во група меѓу нас 4. Емилија го прави костурот на глумци и она кој ги дефинира, заедно сме го зборувале тоа, но таа го пишува на хартија бидејќи тој е професионализам, да речем, таа е наставник по македонски јазик. Тоа го пушта во група и ние почнуваме да го пишеме. Исто као на Google Drive, значи секој додава во различна боја. Еден е ваква боја, друг таква и само си креираме тоа сето, еден со друг се инспирираме, сета таа синергија тука доаѓа до израз и го правиме првиот текст. Кога ќе ги викнеме на аудиција младите, ние веќе го имаме текстот од прилика што како, ги одбираме младинците, им даваме прво читање и после првото читање ние го поставуваме текстот многу брзо, со нив го споделуваме. Им кажуваме тие слободно да вметнуваат реплики кои нормално треба да бидат во рамки на драмата и во рамки на знамето под кое што ние работиме, тоа е Црвен крст, секако позитивни и афирмативни вредности. И тие многу често си го креираат својот лик, ние им даваме да си се замислат, ти ќе бидеш тоа и се замисли си како изгледаш, како си облечен. И многу често можам да ви кажам дека 50% тоа се нивни ликови. Ние само сме тука да го тоа канализираме некако. Да го оформите. Да. Дали е уште некој прашање за ПХВ? За Вдиши театар, извините. Сцените, дали и тие скроз вие ги дефинирате? Не. Никогаш. Ние секогаш имаме план А, кој што знаеме како ќе биде, од прилика. И тоа се менува и гледајќи ги пробите, ни доаѓаат идеи буквално секој ден. Ние утрента да ја одиграме представата, мислам дека ќе има уште нешто плюс. Значи тоа е непресушен извор на инспирација. Тоа е некоја магија која што те тера постојано и постојано да бидеш креативен. Самата сцена, таков е театарот, а и самите младинци кои што се инспиративни за нас, а и ние како тим сме многу синергични, значи многу се инспирираме еден со друг. Нештото што можеби јас го носам во себе, само тие знаат да го извлечат за јас да го кажам. Така да сцените ние прво ги замислуваме, ги менуваме во текот на пробите, од младинците секоја идеја ја разгледуваме. Значи, апсолутно е добре дојдена и доколку нема смисла и логика нивното повеќе од нашето, ние тоа го правиме. Така да, значи само да завршам дека секој може да ја креира сцената. Ништо во Вдиши Сакерчев и јас пехаве, ама тоа е се поврзано. Ништо во Вдиши не е стрикно како ние што ќе кажеме од возрастните, како што ни во пехаве не е, како што ни во Црвен крст не би требало да биде. Мислам дека е генерално Црвен крст место каде што секој може да го каже своето мислење и ако е подобро од другото да се тоа испочитува. Да. Уште едно прашање што мене стварно многу ме интересира. Како го направивте тимов за Вдиши? Само се собравте, се знаевте, се запознавте преку Вдиши? Не, искрено тимов во Вдиши, тимов само јас сум во континуитет од почетокот до сега. Првиот тим Вдиши беше буквално направен на коктелот новогодишен кој Црвен крст го организира секоја година. Ова беше во 2013 година. Го направивме така што јас ја познавав моја колешка која што да речам исто сакаше театар и пишуваше драми. Од друга страна го знаев Даниел кој што работеше овде, беше прекреативен, уметничка душа, исто кој што почитува драми и театри. И ние постојано, јас и со едниот и со другиот разговарав за литературни дела, за книги, за пораки и така натаму. Значи на сите не поврзуваше таа страст, пораката, да кажам, пишана порака или театарски искажена. И на тој коктел јас чисто само ги споив нив двајца
и таа идеја која што јас и со едниот и со другиот имав да правиме нешто, тоа ни беше обединувачко нешто на нас тројца, како Даниел како човек од Црвен крст, Марек како некој кој што сака и пишува драми, а јас како некој кој што знае дека има младици кои што можат тоа да го направат. Така почнавме. Не поврзува, многу е важно кога работиш со некој да ги имаш, да ги делиш истите вредности. Да си тим. Понатаму, склоп на околности, се вклучи Емилија, како колешка моја по македонски јазик, Јованка, со која што се знам од пред уште Црвен крст, на некој начин, меѓутоа и пред Црвен крст, јас и таа бевме заедно во некои такви невладени организации, кои што ги негуваат истите вредности, тоа се почитување на другиот, грижа за другиот, тимска работа, соработка, така да со задоволство и таа се вклучи. Не е ништо случајно, во моментов е тимов овој што е, отворени сме, секогаш за да се прошири тимот. Понекогаш сме биле из тројца само, јас, Јованка и Емилија, пак сме функционирале безпрекорно. Даниел повторно се вклучи претходната година, бидејќи тој е навистина еден креативен лик кој што додава додадена вредност на она што го правевме ние. Знаете, некогаш ни треба, како да кажам, нема да кажам млада сила, ќе речам нова сила која што ќе внесе нешто ново во нашиот тим. Така да ние сме навистина отворени и за во тимот вдиши и за во актерската екипа. Не е случајно, пак ќе кажам, тимов не е случајно избран, мора да е некој со кој што делиш исти вредности. Одлично. Сега ќе скокнеме, спомнавте 2013. Исто во 2013 година вие влегувате во раководството на Црвен крст Охрид како заменик председател. Така. Да, јас од 2013 сум заменик председател на Црвен крст Охрид, на собранието на Црвен крст Охрид и сум член на раководниот одбор на Црвен крст Охрид. Тоа јас го прифатив веднаш како функција и се уште го сваќам како некоја улога. Тоа е навистина привилегија и чест да бидеш дел од раководната структура на една општинска организација, посебно на општинската организација Охрид, која уште тогаш високо котираше, и привилегија е да бидеш дел од структурата која ги носи, ајде да кажам, политиките на развој на организацијата. Мислам дека успешно се носам со таа функција. Се уште сум подпредседател на Црвен крст Охрид во континуитет, значи еве веќе трет мандат. Отпред, или ајде тоа можеби подоцна ќе ме прашаш, се надевам дека сме успешна раководна структура во Црвен крст. Нашата политика, да речам, и нашето управување се во насока на зголемување на бројот на волонтерите, успешно имплементирање на програмите, правење нешто кое што не прави поразлични од другите, но успешни. Исто така моето лично видување на Црвен крст, пошто јас сум по дефиниција дисеминатор, тие се моите почетоци. Јас сум волонтер во душа и во срце, и без да имам таа функција, јас секогаш ќе се залагам за волонтеризам, за зголемување на волонтерите, на бројот на волонтери во нашите редови, за максимално респектирање на волонтеризмот и на времето што луѓето го одвојуваат да бидат во Црвен крст, и за успешно, ајде да кажам, менаџирање со волонтерите, бидејќи сепак е според мене тоа една наука, и кога не би била јас на функција, бидејќи ова е сепак функција, нели, подпредседател во... И кога не би била на функција, би била волонтер сепак, бидејќи јас и така и се представувам во моето колку се 12 години секаде што јас сум подпредседател, но секогаш кога ќе бидам во некој кој што го представува Црвен крст, дали Охрид или и во националното друштво, дури јас секогаш повеќе сакам да го истакнам тоа дека сум волонтер, ориентер, дисеминатор, ПХВ инструктор, едукатор на младите и така натаму, па потоа кажувам дека сум дел од раководната структура, бидејќи, пак ќе кажам, функцијата е за мене милливо нешто и секој кој што е на функција треба, според мене, така да гледа на работите, да допринесе за доброто на сите. Дали како дел од раководството
Сте имале некој предизвик кој сте мислеле дека нема да може да го надминете? Како дел од раководството. Да, од 2013 еве до денеска, бидејќи се уште сте заменик председател на Црвен крст Охрид. Па, конкретно, како да кажам сега, конкретно не можам да се сетам на некој баш предизвик, се било предизвик, сите проекти кои што сме се обидувале да ги реализираме во општинската организација Црвен крст Охрид да ги реализира, биле предизвик за целата раководна структура. Бидејќи ајде сега јас да гледам како некој член на раководната структура кога ние имаме состаноци, често на дневен ред доаѓаат некои проекти, например, можеби за кои јас како волонтер и некој кој што е вклучен повеќе со младите не сум била претходно информирана и кога сум се соочила со тоа, можеби сум си кажала дали ние како Охрид сега ова можеме да го направиме, бидејќи знаете јас кога си на функција веќе не мислиш само на себе како волонтер, мислиш на целата организација. Кога си на функција во националното друштво или кога си ПХВ национален инструктор, веќе не ти е само Охрид важен, важни ти се сите градови подеднакво, сите ПХВ младинци. Може би тоа. Не сум мислела, ми биле предизвик самите програми, проекти кои што се нафаќаме како Охрид да ги реализираме, но секогаш сме успевале, бидејќи станува збор за многу различни проекти од различни области. Во сите тие носители си се луѓе кои што си ја знаат својата работа и сме успеале. Чисто за Вдиши театар можам да кажам, ми било како предизвик дека дали и раководството сега, раководната структура ќе го прифатат како проект, бидејќи не е мала работа, меѓународен младински аматерски театарски фестивал каде покануваме ние, тие дале доверба и ми било предизвик да оправдам довербата и со секој состанок после Вдиши театар, секоја година на раководниот одбор ми е навистина сатисфакција кога слушам пофални зборови од сите членови на раководниот одбор дека навистина сме дале доверба таму каде што треба. Одлично. Сега во 2022 година вие станувате член во Националното собрание на Црвен крст на Република Македонија. Да, станувам. Јас како член на Националното собрание сум била и предходно како обичен член. Но во 2022 станувам и член на раководниот одбор. Така? Значи да, на раководен одбор. Да, раководен одбор на Националното друштво, бидејќи има собрание во Охрид кој што брои 17 делегати и 7 членови сме на раководен одбор. Но сега во Скопје на Националното друштво има исто собрание кој брои повеќе делегати. Сум била во тоа собрание и претходно, но веќе во 22 година јас станувам член на раководниот одбор на Националното друштво во Македонија кој брои 13 членови. Пред да бидам јас член на тој раководен одбор, ние повторно имавме представник од Охрид, тоа беше нашиот председател. И во 2022 станав јас член од тоа тело. Тоа е навистина, ми се чини исто скалило природно, можам да кажам, но може би не го доживел секој. Јас сум го доживела, се надевам дека тоа е резултат на мојата посветеност, на мојот ангажман тука на локално ниво, па сепак како некој кој што може да даде сега допринос и на национално ниво, јас сум дел од таа национална структура, значи сум дел од раководството кој што ги носи одлуките на ниво на државата. Дали има сличности помеѓу раководството во Охрид и раководството на национално ниво? Сличности, мислиш на... Или разлики? Да. По дефиниција и по улога е исто, значи тоа е највисоката раководна улога на таа организација, значи највисокото нешто. Например, како што раководниот одбор ги носи највисоките одлуки на ниво на Охрид, така раководниот одбор ги носи највисоките одлуки кои што го тангираат целото национално друштво, односно сите општински организации. Сличности има, бидејќи, знаеш како, таму се повторно луѓе кои се инволвирали на некој начин во локалното дејствување на нивните општински организации и бидејќи имаш одговорност кога ги носиш тие одлуки да мислиш на нешто пошироко од тоа што си бил. Значи,
кога ние носиме одлуки на ниво на Охрид, тие ги засегаат и афектираат нашите волонтери, нашите граѓани, нашето обкружување, ајде да кажам. Кога носиш одлуки на национално ниво, тие одлуки веќе ги афектираат сите волонтери на ниво на Македонија, сите граѓани. Тие одлуки потоа треба да се имплементираат, мора да мислиш дали ова ние сега што го зборуваме е апликативно и во Охрид. Јас знам дека во Охрид е апликативно, многу од работите се, но дали се ова може и во Ресен да го направат, дали може и во Струга, дали може и во Кавадарци, дали може... Така да е одговорно, но секогаш и ваму и таму се луѓе кои што веќе ги знаат работите, некои повеќе, многу од нив повеќе од мене. Така да во секој случај е одговорност, но и чест и привилегија да знаеш дека си дел од едно такво тело кое носи одлуки што афектираат многу луѓе во заедницата. Мора да си многу одговорен. Еве како вие како личност во Црвен крст кој има некоја функција, дали бидејќи двајцата имавме можност да видиме како функционира норвешкиот Црвен крст, дали сметате дека нашиот начин на работа како еве национално или на општинско ниво е подобар или е сличен и ист на тие во еве Норвешка, ќе ја споредиме? Знаеш како, јас сум имала можност како и повеќе да посетите се како како сега волонтер на Црвен крст, сега супер дека бевме заедно за да уште едно богатство, да речем, уште едно искуство. Различно функционираме ние со повеќето национални друштва. Се некои универзални работи, нели принципот универзалност дава, но многу е различно во зависност од тоа што се случува на терен. Многу е лесно теоретски да се зборува за нешто. Истото се случува и кога ние на раководство зборуваме за некои работи, но многу е потешко кога сето тоа треба да се аплицира на терен. Од она што го видовме сега во Норвешка, тие се соочуваат сигурно не го видовме со други проблеми. Например, тие немаат волонтери млади како што ние имаме. Иако јас мислам дека и кај нас бројот на млади волонтери се намалува, а не е во пораст. Тие функционираат во однос на раководство организирани како во некои помали заедници, па после во региони и така натаму. Во секој случај, секогаш мислам дека има да се научи и ние од нив, но и тие од нас. Она што треба да се научи според мене кога човек почнува да се издигнува од локално на национално, па дури и надвор, е дека ние сме потекнуваме од некаде и навистина сме, јас локалното секогаш си го носам во мене, јас секогаш сум член и волонтер во Црвен крст Охрид. Но е многу тешко да излезеш и да бидеш национален волонтер, значи да се издигнеш и да сватиш дека Црвен крст е Црвен крст, дека тој што е Црвен крст во друг град не ме прави мене помалку Црвен крст од него и не сме ние соперници, туку ние сме поддржувачи и соработници. И тоа е тој природен пат, кога тоа ќе го почувствуваш во Македонија, кога ќе излезеш надвор, е многу убаво тоа да го аналогно да го гледаш и со другите. Секаде во светот, јас сум била и во Соединетите Американски држави во Црвен крст. И сум гледала на нив како некој од кој што можам да научам. Можеби тие повеќе може да научат од нас ако дојдат тука. Но секогаш е многу убаво кога гледаме на другите, што се Црвен крст, што можеме од нив да научиме. Бидејќи да знаете дека сите други од нас го гледаат тоа така. Дека што може ние од Црвен крст Охрид да научиме. И кога така ќе пристапат, тие многу ќе добијат. Истото треба да го правиме и ние. Разликите се големи, но секогаш можеме да научиме. Кај нив, например, многу повеќе ми се допаѓа дека имаат систем за некои работи што ние го немаме. Се трудиме да го изградиме и ќе го изградиме, се надевам, но факт е дека се го некои работи многу понапред од нас. И јас би сакала тоа да го научиме од нив. Ево сега имаме следни 3 години во кои заедно ќе соработуваме. Тие едва чекаат од нас да научат за младите и се надевам дека ќе им го дадеме тоа, ама во меѓувреме ние да научиме да направиме систем, еве, например, за менаџирање со волонтери. Мене тоа навистина би ми било
желба, сметам дека ние правиме колку што знаеме и умееме, но дека на пример не достига. Ете како системско решение. Како ние повеќе да ги задржиме волонтерите во нашите редови, како да не ни одат во другите организации, да се најдат тука себе си и да дадат повеќе и да останат, ете како што тебе те чувствувам како волонтер, на пример на Црвен крст и многу други кои што поминале, да ги чувствувам и нив. И да заминат, да се вратат или каде и да одат, да го носат, бидејќи на крајот на денот е најважно ние да останеме Црвен крст каде и да сме. Не е ништо страшно ако се пресели некој од нас некаде и да биде Црвен крст таму. Нека биде, нека ја шири хуманоста, добрината, толеранцијата. Јас едно нешто забележав кога бевме во Норвешка, колку тие вложуваат во младите, ама сепак кај нив недостасуваат. И оние кои ги имаат млади не знаат доволно да ги искористат. Се додека се тука и не знаат да ги искористат и да ги задржат со истото. Да ги искористат звучи некако многу погрешно, но да ги вклопат и да најдат соодветен простор во Црвен крст во кој тие ќе се пронајдат и ќе може да го работат тој дел доброволно. Ако го сакаме нештото, например и јас го сакам, еве сега во моментов сум најнасочен на безбедност на вода, ама тоа го сакам јас и лично јас сакам да сум таму. Ете како јас успеав да се пронајдам во Црвен крст, почнав од ПХВ во 2019-2020 година и додов до безбедност на вода. Тоа е еден процес кој што јас сум го поминал. Кај нив јас тоа не го видов. Например, тој процес кај што тие може да се пронајдат во Црвен крст. Едноставно тие одет на едно, па некој пат тоа нешто им здосадвит и после ги снемвит. Да, знаеш, станува збор за различни општества, таму е општество со многу повисок стандард од нашиот и многу често како да не им требаат на младите такви некои активности кои што ќе ги анимират да прават нешто. Веројатно кога ќе почнат, што викаме да се закачи на тој вирус, Црвен крст вирус и за да остане, веројатно тоаш младите ќе сватат. Ама кај нив е тешко, ето, да ги придобијат и гледаме дека имаат, на пример, мене што ми се бендиса многу, ти имаат youth house, значи ние немаме ни youth room, значи така, имаат услови прекрасни, не е мерило дека ќе имаат, меѓутоа имаат и пак од друга страна многу. Да, имаат и многу интересни активности, например таа активноста која што беше дека младите се собираат во кујната, готват, учат, значи добиваат кулинарски, да речем, обуки, знаења и сето тоа после го даваат така на другите. Тоа беше многу, ние тоа да го имаме како објекта кујната, мислам дека многу чуда ќе направиме, дека ресторант цел ќе имаме така. Така да се си има свое. Важно е дека во рамки на можностите ние кои што ги имаме, сметам дека даваме, правиме максимум, барем тие луѓе кои што ги знам, кои што сме овде, а се надевам дека тој број на вистина ќе се зголемува, а не да се намалува како што и ни се случува. Сега, ако ја имавме бината што ја видовме таму во Youth House-от, колку подобро ќе се развиваше Вдиши театар. Јас одма да ти кажам, таму кога бевме, прво тоа што го замислив, преку цела година ние можеме да имаме Вдиши театар. Значи, која мотивација е тоа за младите, така, за глумци кои што ги дојдат, да бидат на една таква сцена, пробите додека ги прават да бидат таму, сите тие услови, инструменти, костими, која мотивација и за нас како тим, така, а не ние за да закажеме проба, за да дојдиме, па има некоја друга обука, па не во ова соба, во другата, па таму, ваму, мислам, во многу не соодветни услови, ние ги подготвуваме работите и гледаме какви се накај успешни, а тек да го имаме она. Мада и не знаеме, така? Да, не, го спомнавме така, чисто бидејќи стварно беше предобро и мислам дека кај нас немаше никогаш да го начекаме празен простор како ние што го начекавме таму. Мислам дека нон-стоп некој ќе имаше таму, дали на инструмент, дали во костим, дали чисто колку да бидат таму да се дружат заедно. Мислам дека нон-стоп ќе беше полна таа просторија. Се согласувам, ние дури во Вдиши имавме една идеја која што ја се обидовме, ама не ни успеа. Може би некој после нас или со нас ќе ја оствари во целост. Нашата идеја беше Вдиши театар како секција преку текот на целата година да постои. Работилници, креативни, глумечки, драмски и така натаму. Значи децата кои што доаѓаат, да си доаѓаат можда не знам еднаш неделно,
па и да одбележуваме разни други настани, ние тоа го правевме. Сигурно ти не се сеќаваш бидејќи не беше тука. Например, неделата за борба против зависностите, ние со представа го правевме по училиштава или на плоштад. Не знам дали се сеќавате или ако побарате во архива сигурно ќе видите. Имавме исто и например ангажмани, јавување од други организации кои што ни нарачуваа представи за испраќање пораки. Тоа беа мали, 10-15 минути. И ние тоа совршено го правевме со младинците. Значи, и ние така го замислувавме како секција и си правиме. Например, си глумаат, вежби, работилници, доаѓа недела на стари. Одма имаме ние 10-минутна представа за тоа. Доаѓа недела за не знам Како клуб за... Да, како клуб. Ама не успеавме бидејќи сето тоа бара и време, и ангажман, и простор. Немаме... Не успеавме, иако останува како идеја за иднина, во секој случај. Одлично. Како за крај, како за сите досега, така и за вас имате време да ме прашате и вие нешто што сакате да знаете за мене. Навистина тоа не го знаев. Да знаев ке се подготвев. Добро. Едно прашање или повеќе? Повеќе. Повеќе. Добро. Дури имаме време. Ево, прво ме интересира... Уште се веќе. Добро. Прво ме интересира што е она што најмногу ти се допаѓа во Црвен крст, во твоето, да речем, ајде, бидување во Црвен крст. Што ти се допаѓа најмногу? Најмногу. Тешко е да се одвојат од сите активности на кои што сум бил. Најмногу нешто што ми се допаѓа е функционирањето на Црвен крст и можноста за некоја идеја која јас сум ја имал да се оствари. Како и денешниот подкаст, што така беше моја идеја што излезе од никаде. И еве сме денеска и со опрема и заедно и го правиме. Најубавото нешто во Црвен крст е што секоја идеја е слушната и како што кажавте претходно, со тек на своето време таа идеја се остваруваат и на крај, еве, може да не беше одма, ама после 3 месеци подкастот почна да функционира. Супер, добар одговор. Сега, што е она што ти пречи, што не ти се допаѓа во Црвен крст и што доколку би имал можност би го променил? Ова е са битно, тој ќе ме одговори бидејќи не заборавај, јас сум дел од раководството. Ала шега, ама навистина ме интересира што е она што ти пречи, ево и преку тебе да го слушнам и гласот на младите. Искрено, мене не ми пречи ништо во Црвен крст, бидејќи знам како функционира Црвениот крст, знам зошто сум во Црвениот крст. Едноставно немам одговор на тоа прашање, бидејќи никој пат не сум се почувствувал како нешто да не е угодно или како нешто да не е во ред или да се прави спротивно на тоа што Црвен крст е, или лично кон мене или кон некој поединец. Мислам дека во моментов барем Црвен крст Охрид, каде што сум повеќе матична организација да ја кажеме, немам такво ниту искуство, ниту мислење за тоа, ниту некогаш сум размислил бидејќи никогаш не ми текнало на памет за нешто такво, ама во иднина секако ако нешто истакне знам како да се обратам. Добро, супер. И исто имам прашање, каде се гледаш ти после 5 години во Црвен крст? Дефинитивно активен волонтер. Не знам во кој домен, ама за сега најмногу како што сум фокусиран и како што можам да се видам во иднина е во безбедноста на вода. Секако за 5 години уште ќе сум млад, така што дефинитивно е во клубот на млади. Ќе си млад уште 20 години. Во клубот на млади и секако сигурно ќе во 5 години ќе измислиме некоја нова активност заедно, можеби јас ќе бидам дел од тие активности. Секако сакам пак да се вратам во ПХВ, дефинитивно преубаво искуство имам таму. Секоја година сум некако инволвиран, ама барем мини ментор да сум, да можам истиот циклус пак. Имат во тие 5 години можам да сум насекаде во Црвен крст и јас можам да се вклопам и на секаде во Црвен крст, дури ако размислам некогаш ако сум доволно упорен или ако сум доволно спремен и во вдиши театар можам да бидам и секаде ако сакам нештото да го правам, секаде можам да се пробијам и да го направам. Барем јас така за мене се гледам. Да, го мислам истото, потполно се согласувам и јас те гледам и сакам да е така, сакам да правиме подкаст пак после 5 години, примери и така натаму, да. И ова да биде стварност. Јас ти си веќе дел од Вдиши театар, некако те рачунам, во однос на логистика, на вистина, Да. си некој кој што многу ни помогнал и во однос на менаџирање со волонтерите, бидејќи постојано нас волонтерите ни се потребни, нели, за
Мисле да бидам За актер. глумец, така, отворена е вратата и за актери, за дел од тимот, значи секој кој што ќе покаже афинитети, слободно, еве, имаш отворена покана во било кој дел, дури некојаш ако замислуваме некоја комбинација на драма со нешто мултимедијално, мислам дека и тука би можело одлично да се вклопиш, а можеш и како глумец. Така да Ќе видиме тоа за само да си тука, Имаме само 5 да си години тука. да просперираме до таму. Здравје живот, бидејќи јас навистина во тебе и гледам капацитет, како да се гледам самата себе кога бев млада, са јас не влегов во Црвен крст на толку. Затоа кажам дека вие сте имале таа среќа, уште побрзо, тоа значи дека уште повеќе од нас ќе постигнете. И навистина сакам ти, како некој кој што навистина го осеќам дека е волонтер во срце и во душа и кој добро му мисли на Црвениот крст, сакам да бидеш тука, да бидеш активен или во Црвен крст во некоја друга, како што кажав, за мене Црвен крст е Црвен крст. Да. И да правиме заедно големи работи. А во ПХВ апсолутно дека си, јас те гледам дека си тука цело време и дека здраве Боже, можда и како инструктор, никогаш не се знае. Можда да си дел од тимот. Може би, да. Ова книга која што ја донесов за да ве запознам, која што ја имаме од тимов. Тука се сите инструктори со своји приказни. Може би следната ќе биде и со тебе внатре, така да Одлично. највели никогаш. Да. Ама исто те советувам да во безбедност за вода, да пошто ти гледам желбата и волјата и кога бевме Норвешка и сега, да најдобро е таму каде што е страста. Ви благодарам. Фала ви што бевте денешен гостин на Младинскиот подкаст. Мислам дека ова е една од најдолгите епизоди што ги имаме. Ама стварно имавме еден добар муабет. Многу од вас може да се научи, да се види како дури од 2004 година јас тогаш не сум бил ни во плана, каму ли роден. Како вие сте почнале и како до ден денеска сте стигнале до сите функции кои ги имате. Ви благодарам. Ви благодарам и вас како екипа и тебе Арсени и како што кажа јас не ни очекував ништо подолго, познавајки те, а и навистина можам уште многу да зборувам, некогаш можеме и филм да правиме, можда тоа ќе е посоодветно. Благодарам многу. Продолжите да го правите тоа што го правите, заедно со екипава. Јас сум зад вас, значи секогаш и како волонтер и како ето дел од раководната структура, но и навистина верувам дека може да се промени светот од мала група луѓе, а тоа сте вие. Благодарам. Тоа беше се за првата епизода на Младинскиот подкаст од сезона 3, а ние се гледаме во наредната. Чао, чао.